Коронавирусот од час во час предизвикува се поголем страв кај населението во Кочани, особено по неодговорниот пример на докторката во Скопје. Ако медицински стручњак се исплашил пред опасниот вирус, тогаш што може да се очекува од обичните граѓани од овие простори, распрскани по европските земји, кои комуницираат со своите блиски на еден или на друг начин. Со директни средби со патнички превоз во двата правца, со испраќање разни прехранбени артикли, предмети и облека. Пред неколку дена загриженоста на граѓаните не беше толку изразена, зашто сведочи нашата анкета. Гледај како што јавуваат на телевизија дека на превозите, граничните превози, да, ќе проверат кои доваѓаат од Италија, па и од Кина и од вамо да намо, не е страшно толку. Кој нема се плаше, тоа опасна работа е. Не имам страв да не дојде кај нас. Имам комашин, ама не сме се слушале и не знам да ви кажам каква е ситуацијата. Не сум се слушал со нив можда 4-5 месеци и не знам да ви кажам каква е ситуацијата. Имам и прва братучетка, што е, а она е у Милано. Па било близу Милано. И со неа се немам случано. Она беше тука пред 2 месеци и се отиде за Италија, ама тогава немаше ништо. Бојам се, да. Плашиме се. Како што слушам, немаме близука, ама не, немам блиски. Ама што слушам, страшно е. Таа болест е страх. Белки да има да дојде. Меѓутоа, по случајот со докторката и зголемувањето на бројот заразени на 7 лица, ситуацијата е далеку посериозна. Па ако комшиите се плашат, треба ние да се плашиме. Мислам, треба стварно озбилно се фане случајот, заштита и превенција, што да кажем. Последно, што да кажем, ние сме православни, Господ да не чува, што викат, од старите што останало. Немаме, ама имам тука лице што работи у болницата, па малку страво е. Знаете, кој имаш нешто своја уогено, така да речеме. Па ние не да се плашиме, ни колку да се плашиме, ако тоа дојде, ние се уплахне, може да го спречеме, него да го спречеме да не дојде. И тоа обавезно да се затворат училиштата, пред да, не дај Боже, да биде нешто. Да се затворат. Што викат србите, болje спречи него лечите. Значи, треба да се затворат училиштата. Било кој институции, нека се затвори тоа, веќе не се знае што и како е. Па како што зема замав, јас мислам дека ќе се шири, уште ќе се шири. И ако се преземат превентивни мерки и колективно, и индивидуално и на ниво на држава, на здравствено, мислам дека ќе се шири. Тоа е така, веќе пандемија, да. И покрај сите препораки и мерки од страна на надлежните се чини најдобри ефекти во борбата против ширењето на вирусот даваат самодисциплината и советите во семејството, работните средини и во установите. Попусливиот однос на надлежните во изминатите 10 дена сега тешко може да се надоместат од превентивен аспект и затоа е неопходно двојно поголема претпазливост. Од тука и препораките при случај на сомнително нарушено здравје со симптоми на коронавирус, секој поединец наместо кај матичен лекар помош да побара на познатите телефонски броеви.